Добар ден, ученици! Јас сум наставник Сашо Постолов, работен во СОУ Лјупчо Сантов од Кочани. За денес имаме да обработиме наставната единица горен сервис од одбојка. Одбојката е екипен спорт во кој се спротивставуваат две екипи на терен поделен со мрежа. Теренот за игра е правоаголник со големина 18 метри должина на 9 метри ширина, а обкружен со симетричен правоаголник од слободна зона која е широка најмалку 3 метри, најмалку 7 метри над површината на теренот, треба да е слободно и без никакви пречки. За меѓународни официјални надпреварувања, слободниот простор треба да изнесува 5 метри од бочните линии и 8 метри зад основната линија. Површина на теренот и слободни зони. Површината на теренот мора да биде рамна, хоризонтална и од ист материјал. Површината на теренот и слободните зони не смее да представуваат опасност за повреда на играчите. Линии на теренот. Сите линии се широки 5 см. Мора да бидат светли и бојосани различно во однос на подот и на сите други линии. Оската на средната линија го дели теренот на два дела од по 9 на 9 метри. Се протега под мрежата и допира само до бочните линии. Мрежа и столбови. Мрежата е долга 9,5 метри и 1 метар широка, кога е обесена и кога е затегната, поставена на доската од средната линија. Ја сочинуваат црни квадратни полиња од 10 см. На горниот дел е сошиена бела лента широка 10 см. Од секоја страна по 5 см, а поставена е по целата должина на мрежата. На краиштата лентата има отвори преку кои се провлекува канап кој ја врзува лентата за столбовите, за врвото од мрежата да биде затегнат. На долниот дел од мрежата се наоѓа јаже, провлечено преку квадратите, кој ја прицврстува мрежата за столбовите, а долниот дел од мрежата го затегнува. Антени. Антената е еластична шипка долга 1,8 метри и 10 мм во пречник. Направена е од еластични влакна или сличен материјал. Двете антени се прицврстени за надворешниот раб од секоја странична лента и се наоѓаат на различни страни од мрежата. Горните 80 см од секоја антена се протегаат над мрежата и се означени со 10 см широки риги од контрастни бои, а најдобро е со црвена и бела боја. Антените се сметаат за дел од мрежата и странично го ограничуваат просторот за проаѓање на топката. Височина на мрежата. Мрежата е висока 2,43 метри за сењори и 2,24 метри за сењорки. За младинци 2,40 метри и 2,20 метри за младинки. 2,20 метри за пионери и 2,10 за пионерки. Височината на мрежата се мери на средината на теренот со шипка за мерење. Топка. Топката треба да е округла со надворешна мека кожа, а во внатрешноста се наоѓа гума или слична материја. Боја еднобојна и светла. Обем 65 до 67 см. Тежина 260 до 280 грама. Внатрешен притисок 392 до 441 милибари или 0,40 до 0,45 кг на сантиметри квадрат. Сервис. Сервисот е уфрлување на топката во игра од страна на десниот играч од задната линија која се наоѓа во зоната за сервирање и кој топката ја удира со една рака или шака. Според начинот како се изведува сервисот, постојат повеќе видови на сервис. Долен сервис или така наречен школски сервис, горен сервис или така наречен тенис сервис и смеч сервис. На овој час ќе се задржиме на горниот сервис и правилата за исполнување на истиот. За овој вид сервирање, топката се потфрлува во височина со послабата рака, во овој случај левата рака, и левата нога е напред во благ исчекор. Тежината на телото
е префрлено на задната нога, во овој случај десната, за да кога се удри топката со раката, дојде до префрлување од задната на предната нога и на тој начин се искористува таа инерција од масата на телото. Ударот треба да биде со краток контакт и со отворена дланка. Се сервира во противничкото поле, каде што противникот е најслаб. Ставот при сервирањето е скоро секогаш ист. Се зазема расчекорен став со едната нога малку напред и во таква положба телото е нестабилно. Зоната за сервирање е простор широк 9 метри и се наоѓа зад основната линија, која странично е ограничена со две црти долги 15 см, кои се всцртани на 20 см зад основната линија. Сервисот е елемент од одбојката и се користи како почетен удар во надпреварувањето. Основна цел на сервисот е да се постигне директен поен или да се отежни приемот на сервисот на противничката екипа. Денес сервисот представува прва фаза на нападот. Прв сервис. Првиот сервис во првиот и петиот сет го изведува екипата одредена со ждрепка. Другите сетови ќе ги почне со сервирањето екипата која во претходниот сет не сервирала. Редослед на сервирањето. Играчите сервираат по ред утврден за секоја екипа, според даден список за постава. Во првиот список во сетот, играчот кој треба да сервира се одредува на следниот начин. Кога екипата која сервира ќе победи во надигрувањето, играчот кој во тоа надигрување сервирал, повторно сервира. И кога екипата која прима сервис ќе победи во надигрувањето, добива право да сервира и се ротира. Сервисот ќе го изведе играчот кој претходно од позицијата на десен играч од предната линија на десен играч во задната линија. Одобрување да се изведе сервисот. Првиот судија одобрува да се изведе сервисот, откако претходно ќе провери дали играчот е во посед со топката и дали двете екипи се подготвени за игра. Изведување на сервисот. Играчот кој сервира мора да ја удри топката најдоцна за 5 секунди по свирежот на првиот судија за изведување на сервисот. Сервисот, изведен пред судискиот знак, мора да се поништи и да се повтори. Топката треба да биде удрена со една рака или со било кој дел од раката, откако ќе се исврли нагоре или испуштена пред да го допре подот. Ви благодариме за вниманието.